Предизвик се тие тајни заговори, светски заговори доаѓаат во библиотеката? Да. Па еве најновата книга на Ден Браун, која што ја спомнавте и во претходните емисии, постојано издадена. Ја имате веќе во библиотека? Како не? Тоа е наша обврска да имаме и таа и сите други книги. Меѓутоа, книги со таква тематика се секогаш четиво кое што многу се бара. А дали се читаат можеби книгите кои се посветени на античката Македонија? И за неа многу се дебатираше. Да, се чита и на таа тема, посебно изразен во последно време интересот. Меѓутоа ви кажувам, ова се книги кои што луѓе кои што се желни за знаење или кои што имаат интелектуална потреба ги бараат и затоа ние се потрудивме да ги имаме. И како што ви кажав, конечни одговори не постојат. Одговорите секој треба сам за себе да ги најде. Инаку да, беше Ненезич пред 2,5 години во библиотеката, но тој промовираше книга на овдешен автор, кој што е под псевдоним. Значи не е објавена книгата со име и презиме на автор. Посветена на масони, мислам дека е таа книга, да тогаш и ја земав. Можам ли, имам впечаток дека се издаваат книги во Македонија, дури и дека можеби со таква динамика се издава да Македонија може да се најде во врвот на издаваштвото по глава на жител. Но дали така се чита и дали доволно се воздигнува таа култура читачка? Има повеќе аспекти. Дали имаме потреба за едно само култивирање? Да, се чита доста. Во Скопје се издаваат во нашата библиотека, ние поземуваме околу 200.000, над 200.000 книги годишно. Тоа е една интересна бројка, звучи убаво. Имаме над 20.000 членови. Постојано правиме акции да ги привлечеме луѓето во библиотеките. Од друга страна, сите издавачки куќи, повеќето се во Скопје. Значи, и многу книги се купуваат, така што мислам дека има услови да се каже дека се чита во Скопје, мислам и во Македонија, но тоа секогаш не е доволно. Знаете, треба да се работи повеќе на таа тема. Една пролиферација што сега има на наслови, која што е видлива, многу наслови се објавуваат, доведува до мало спуштање на квалитетот на преводите и самата книга како продукт може да се случи брзо да се одлепи, да не е квалитетна хартијата, принтот да не е добар, што е само една желба веројатно за побрз профит кај издавачите, но генерално јас би го прифатил тоа како проблем или како дефект во издавањето, затоа што се најдовме во една ситуација да имаме многу наслови и веќе да не може да се апсолвираат насловите, односно да не може ни да се опфати бројката од страна и на попасионираните читатели. Значи, практично имаме развој на издаваштвото и тоа веројатно со години, со време ќе дојде во некоја постабилна ситуација, односно да се подигне квалитетот на книгите и да читателската публика побрзо го добива она што е хит и во светот, но и она што е, да речеме, една езотерична, ако сакате и за тајните општества или алхемиска литература, која што е исто потребна за здравјето на едно општество. Ајде да го резимираме овој наш разговор. Дали Филип се уште се чувства како Джеймс Дин, оној младиот бунтовник, или можеби бракот ве смири? Па, благодарам за убавите зборови. Джеймс Дин е Джеймс Дин. Тоа е синоним. Секоја фаза од животот си носи своји определени карактеристики. Јас мислам дека нормално ги живеам фазите, кога бев помлад, бев побунтовен, поенергичен. Сега едноставно работите легнуваат така како што треба да легнат. Јас сум задоволен. Што ќе ви донесе Божик? Па со Господ напред син. Благодарам што бевте гостин во Рези. Благодарам за поканата. Еве, реков, за 2 дена е Божик. Знаете како се вели, кај да си, за Божик дома да си.
Ви посакувам убави празници, мир и спокој во вашите домови, многу здравие и среќа за вас и за вашите најмили. Чувајте ја вашата порта на радоста и на задоволството и се надевам дека Резе успева и станува дел од сето тоа. Инаку, за вечерва ви ја отворив вратата на новата црковна манифактура во манастирот на Матка и ви открив кои се монахињите што го облекуваат свештенството. Па да, ние значи одејанијата овде што се изработуваат, ние значи од обичен материјал кој што нема никаков дизајн, ние му даваме, мислам, ние го оплеменуваме. Еве дел и од она што во Резе имаше да каже Филип Петровски, актуелен подпредседател во Обединети за Македонија. Во суштина многу малку е променето. И од друга страна, апсолутно, ако се прави некаков компромис, мора двете страни по нешто да дадат. Што е тоа треба да дефинираат елитите политички или да речеме интелектуалниот капацитет на оваа држава. Се гледаме наредниот вторник, повторно во 21:45 и имате реприза во недела во 14 часот. Пријатно!